Въз основа на член 48, став 1 от Закона за локална самоуправа, член 25, став 2, точка 1 от Статутът на община Делчево, ја свикувам 11-та редовна седница на Советот на община Делчево. За седницата го предлагам следниот дневен ред. Усвојување на записник од 10-та седница на Советот на община Делчево. Предлог одлука за измена на распоредот на средства во буџетот на општина Делчево за 2022 година. Предлог одлука за утврдување на приоритетни инвестиции. Предлог одлука за утврдување на намената на инвестиции. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства за јавната локална библиотека Илинден Делчево. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства на КК Патриот 2016 Делчево. Предлог одлука за финансиска поддршка на културно-уметничко друштво Гоце Делчев Делчево. Предлог одлука за парична помош на АЦ Трајановски од Делчево. Предлог одлука за утврдување на реони во општинските основни училишта од општина Делчево. Предлог одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на прочистителна станица за вода за пиење со намена Е1.5 и инфраструктури на водоснабдување, станица за прочистување и дезинфекција, административна зграда, катастарска општина Прометивиште во Делчево. Заклучок за усвојување на тромесечниот извештај за финансиското работење на јавното комунално предпријатие Брегалница од Делчево за периодот од 1.1.2022 до 31.3.2022 година. Предлог одлука за прифаќање и иницијатива на Советот на општина Штип за воспоставување меѓуопштинска соработка за вршење на работи во рамките на проектот Дигитализација на општинските услуги во Источен плански регион. Предлог решение за именување членови на Комисијата за доделување награди и признание на општина Делчево. Предлог одлука за давање согласност на Средното општинско училиште Методи Митевски Еврицо Делчево за формирање паралелки со помал број на ученици. Предлог одлука за давање согласност на Основното училиште Општинското основно училиште Ванчо Прекет Делчево за формирање паралелки со помал број на ученици. Предлог одлука за давање согласност на Општинското основно училиште Климент Охридски Делчево за формирање паралелки со помал број на ученици. Предлог одлука за престанок на мандат на член на Советот на општина Делчево и под точка 17 прашања и предлози на членови на Советот. Отварам расправа во врска со дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара. Да, побери. Сакам да прашам во однос на финансиската поддршка на Гоце Делчев и КК Патриот. Се е во ред, значи тоа са репрезенти на општина Делчев кои што и општината ја презентираат, ја афирмираат така натаму, меѓутоа во последно време никој да впомна или сам па ја заборил попретходно конкурс распишување и поддршка на другите граѓански организации, како порано што беше. Дали тоа ќе биде од септември, ако е веќе септември, повторно ќе дојдеме до ситуација за 3 месеци да се доделат пари па да ги претрчиме со трошење, или па воопшто не са предвидени за таа година. Знам дека на почетокот на годината, што е на почетокот на Советот пред нова година, рековме дека за да се распределат средства за граѓански организации ќе има конкурс, ќе има критериуми, комисијата ќе се надополни, ќе се исконсултира така натаму. За жал веќе 11 месеци јас не гледам никаква иницијатива во однос на тоа прашање кое што беше кога е отворено. Дали сте план за понатаму или в тоа прашање некој ви одбегнува колку точки на дневен ред? Во однос на дневниот ред доставени се точки и сам ги ставил на дневен ред. Во однос на свикувањето на комисијата, немам надлежност јас да свикам комисија. Председател на СО. Да, имаше тоа прашање, мислам дека беше ноември, кога се лажаме, баш записи да ги проверам, баш тога имаше и договор дека таа комисија ќе биде надополнена и дека ќе се распиша оглас со посебни критериуми. Веќе август ќе дојде, јулие, ако се распише тоа оглас во јули, па да се определат средства за 30 дена август, повторно ќе останеме во временски тесен за 4 месеца ние да мораме да направиме нешто. Додуши не са многу пари, помалку се дава, ама ипак има процедури, има поставки. Гледам дека може да некој од општината ќе знае да го објасни, да го објасни тоа прашање. На тоа прашање ќе се изјасни. За 2021 рекол дека нема интерес граѓанските организации, немало интерес. А јас знам дека имаше интерес. Сега 22 година ниту има интерес, ниту има конкурс. Може ли имаме точка прашање и предлози на членови на Совет, вие конкретно да го насочите прашањето до кој треба и да ви биде одговорено. Јас во моментот немам одговор на вашето прашање. Оти не е во моја надлежност, реално. И не знам кога ќе се распише конкурс.
Од точка прашање и предлози ќе земете збор и конкретно ќе го насочите. Ако во однос на дневниот ред имате нешто да се дополни, може да дадете предлог и ќе го ставиме на гласање и ќе видиме дали ќе добие подршка за да го дополниме дневниот ред со некоја точка или да тргнеме некоја точка од дневниот ред. Добро, доколку некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не бара збор, да заклучувам расправата во врска со понудениот дневен ред и истиот дневен ред го ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема. Здржан нема. Констатирам дека дневниот ред е усвоен со 14 гласа за. Усвојување на записник од 10-та седница на Советот на општина Делчево. Отварам расправа врска со записникот од 10-та седница. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, заклучувам расправата во врска со записникот од 10-та седница. Истиот го ставам на гласање. Гласаме за усвојување на записник од 10-та седница на Советот на општина Делчево. Кој е за? Против? Нема. Здржан нема. Констатирам дека записникот е усвоен со 14 гласа за. Точка број 1. Предлог одлука за измена на распоредот на средства во буџетот на општина Делчево за 2022 година. Образлагач Анка Христова, раководител на оделението за буџет, сметководство и администрирање на данъци. Викам образлагачот да го подложи. Благодарам, почитуван председателе, почитувани съветници. На дневен ред, както кажа председателот, одлуката за измена на разпоредот на средства на буџетот на општина Делчево. Кој беше најголемата причина која беше за оваа пренамена или измена на разпоредот на средствата? Е тоа што во претходните години, пред да се појави пандемијата на коронавирусот, наградата за најдобрите матуранти во гимназијата, градоначалникот ги наградуваше со наградно патување во странство. Меѓутоа, со појавата на пандемијата, овие 2 години немаше патување, имаше забрана за патувањето и вие на совет донесовте одлука за награда на учениците за парични средства. Кога го планирахме буџетот 2022 година во ноември месец, значи не се знаеше дали пандемијата до кога ќе трае, повторно беа планирани парични средства. Кога сега нели март или кога беше април веќе се пушка слободно патување, матурантите, најдобрите матуранти, изразиле желба дека сакаат да одат на екскурзија во странство и градоначалникот сакаше да им излезе во пресет. Меѓутоа, за да се сето ова реализира, треба да има планирано одредени средства на определена ставка, за да може да се плати нели фактурата. Така да мораше од некаде да се најдат средства, да се пренаменат овие средства. И самите кажат дека во програма ЈЛ, која е други комунални услуги, во буџетот имаше планирано средства во износ од 5 милиони денари за купување на други моторни возила, односно за купување на камион, кој што требаше да служи нели за градските потреби, а подоцна продадено на брегалници. Градоначалникот изјави дека овој камион оваа година нема да биде купен и средствата од таму се намалуваат. Како прерамена можеме само да земеме 20% планираните средства, значи 1 милион само. Ќе видите во самата одлука, износите со предзнак минус 1 милион и горе износот, значи 480-190 и износот од 40.000 денари исто така со предзнак минус, други трансфери, се распоредуваат на ставките, како што реков, најголема ставка е средствата за патување во странство, патните расходи за најдобрите матуранти. Поголем износ, исто така, каде што требаше да се распределат овие средства, и самите знаете дека има покачување на електричната енергија, така да средствата кои се планирани со голем процент нели се покачани, а уште ќе се покачува нели по најавата електричната енергија, така да дел се распоредени за електрична енергија и за јавното осветлување. Потоа еден дел, ако има 2 пати, значи нели раскање да речеме поради дезинфекција, дератизација и дезинсекција, уште 150.000 денари и 60.000 се планирани за привремени вработувања.
бидејќи кај вас нели во одлуката сите ставки во аналитика имате го точниот износ. Така да проверете доколку имате прашање. Планирани се да се одбедете програми кои што сте наведени. Благодарим на представачот. Отварам расправа точката број 1. Дали некој има разбор? Овој Иван? Само сега напрашам, пошто нели си изимате 1 милион денари за купување на моторно возило, значи моторно возило, станува збор за моторно возило кој што беше за дигалка за камион дигалка за заменење на улично осветлување. Да, за град, потребите на градот. Да. Значи имаме ли ние например за година тие 1 милион денари од каде ќе бидат обезбедени за тоа исто возило? Или сега моментално ќе се остави на чекање тоа возило? Набавката на исто возило? Да, ако изимате на градоначалника бројка на нова година да биде набавна. Дали некој друг ба разбор? Бидејќи никој друг не ба разбор, ја затварам расправата по оваа точка и истата ја ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Гласаме за усвојување на предлог одлука за измена на распоред на средства во буџетот на општина Делчево за 2022 година. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека точката е усвоена со 8 гласа за и 6 воздржани. Благодарам. Точка број 2. Предлог одлука за утврдување на приоритетна инвестиција. Тони Стојменовски, советник за ЛЕР. Благодарам, поштован председател, поштовани советници. Неодамно излезе повик од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделието и рурален развој за мерка 124.3, која предвидува финансирање на патишта, пристапни патишта до земјоделски обработливи површини. Таа мерка ја користиме како општина со години назад и сега, значи, согласно приоритетите на општината, одлучивме повторно да аплицираме за патна инфраструктура, делница Средни Бавчи, значи во продолжение патот позади пожарата, бидејќи од таму редовно обстасуваат барањата општината од собствениците на обработливи површини дека патот треба да се среди, не е доволно пристапен. Пристапивме кон изработка на техничка документација и ја подготвивме апликацијата. За оваа намера е потребна, значи, одлука за утврдување за приоритет. Висината на инвестицијата е до 1 милион денари без вклучен ДДВ. ДДВ-то го возведува општината од сопствениот буџет. Како што спомнав, апликацијата е подготвена заедно со сите пропратни документи и ќе биде аплицирана во дадениот рок. За таа намена се потребни одлуките кои што се денес на дневен ред. Доколку имате прашања. Благодариме на возлагачот. Отварам расправа по точката број 2. Предлог одлука за утврдување на приоритетна инвестиција за проектот патна инфраструктура делница Средни Бавчи. Дали некој ба разбор? Овели. Не, само сакам на забелешка, пошто редовно кога добиваме некои материјали, значи немаме доволно материјал за кој што ние да се спееме да мислам да нели предлог одлука за утврдување на инвестиција и мислам константно е нели и претходно беше и за Станош, беше нели делницата кога се правеше и за исто за патно за тротивиште, некако немаме доволно материјали по туку што јас искрено сега туку што разбирам зашто станува збор. Нели не можам да си мислам немам визија како да земам став реално. Ја например искрено мисля дека станува збор за патот што е за тротивиште, пошто таму има многу реакции, нели сега со само изградба на новиот асфалтен пат за тротивиште, дека самите значи одводни канали се направени многу лошо и јас знаеш дури на следничко прашање дури и аудирахме една на истиот проблем дека има проблем, значи луѓето не само што може да се пленат во нивите, а не може да се пленат и во самите куќи. Имат вили, ниви и куќи доста на овој дел. Искрено мисля дека е за таа точка дека е за таму. Сега значи има друга веќе друго идување. Само тоа ми е забелешка. Добро, тука е возлагачот и предлагачот на оваа точка. Значи во самиот наслов на проектот стои локацијата Средни Бавчи. Средни Бавчи е значи согласно урбанистичките планови што ги има општината и се однесува на потегот кај пожарот. Постојана локација што е позната на нас во општината. Инаку како пропратна документација постои
полникот од агенцијата и техничката документација која што е изградена за должината и ширината на патот, која што е околу 700 метри со ширина некаде околу 4 метри. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не бара збор, ја затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за утврдување на приоритет на инвестицијата за проектот патна инфраструктура делница Средни Бавчи. Кој е за? Против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа за. Точка број 3. Предлог одлука за утврдување на намената на инвестицијата за проектот патна инфраструктура делница Средни Бавчи. Во повикувам. Да се работи значи за истиот проект, со тоа што барат две одлуки, едната е приоритет, другата намена. Намената значи дадена во самиот повик од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделие, односно се однесува пристапни патишта до земјоделски површини. Ќе спомнам уште еднаш, се работи за пат кој што нема да се асфалтира, само ќе биде тампониран и уреден, кој што е околу 700 метри и ширина околу 4 метри. Инвестицијата е околу 1 милион евра. Ред, благодариме на возлагачот. Отварам расправа по точката број 3. Дали некој бара збор? Дали време? Сакам да прашам во колку е рокот за завршно за да биде тампонирана на пат? Или Кој рокот? па за Да се реализира целата инвестиција? Да. За реализација на Па реализацијата е околу 3 месеци, меѓутоа почетокот на проектот ќе зависи од известувањето и одобрувањето на финансиските средства од страна на агенцијата и роковите ги поставуваат тие речи. Од кога ќе ни биде одобрено, ќе добиеме договор, односно решение од страна на агенцијата, ние како општина ќе распишеме јавна набавка која што трае околу 30 дена и фирмата ќе има рок околу 90 дена да го тампонира патот. Дали некој друг бара збор? Маријанчо? Бидејќи никој друг не бара збор, ја затварам расправата по оваа точка и истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за утврдување на намената на инвестицијата за проектот патна инфраструктура делница Средни Бавчи. Кој е за? Против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа за, без воздржани и без против. Благодариме на вас. Точка број 4. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства за јавната локална библиотека Илинден Делчево. Возлагач Ана Ситновска Димитровска, одговорен ръководител на општина Делчево. Ова е Лијана Милјанова. Почитувам председател, почитувани советници, од страна на јавната локална библиотека Илинден Делчево до Советот на општина Делчево беше поднесено барање за финансиска помош за печатање на книгата Црквите и манастирите во Пијанец и сведоштвата на царевоселци. Од роднокрајниот веќе почнат автор Драган Арсовски. За таа цел се потребни 25.000 денари. Библиотеката ќе има можност да одвои 5.000 денари за таа намена, останатите 20.000, ако можете вие како совет, да помогнете. Благодариме на возлагање, Дане. Значи, ја ставаме точката со реден број 4, ја ставам на... Отварам расправа по точката број 4, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за одобрување на финансиски средства за јавната локална библиотека Илинден Делчево. Кој е за? Против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа. За точка број 5. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства на кошаркарскиот клуб Патриот 2016 Делчево. Ова е Чисто така до Советот беше поднесено барање за финансиска помош од кошаркарскиот клуб Клубски. Имено овој клуб во периодот од 4 и 5 јуни оваа година беше организатор и домаќин на завршениот Final Four турнир во кошарка на најдобрите 4 екипи на возраст до 16 години во женска конкуренција. Нивната пред вас е предлог одлука за одобрување на финансиски средства во износ од 30.000 денари по која треба да се произнесе. Благодариме. Отварам расправа по точката број 5. Дали некој бара збор? Говори Маријанчо. Благодарам за укажани разбор, почитувани колеги, медни како член на Комисијата за спорт. Ја не знам
Вашето председател на комисията не свика седница за комисията за спорт, пошто за прв пат во нашата општина имаме шампион и тоа државен. И мислам дека редно беше да се свика таква комисија. Затоа на таков начин сумата што е предложена сметам дека е мала за овие успеси и сметам сега дека шансата е пропуштена да се зголеми истата сума. Затоа предлагам за да се зголеми оваа сума за да се зголеми оваа сума, ние бараме сумата под формата за спортска опрема да биде зголемена уште за 30.000 денари, што мислам дека е пак малку, но скромно за овој клуб. На тие 30 плюс 30. Плюс 30, да. Пошто даваме за поединци по 15-20 хиляди, а това е екипа от повеќе членови, да. Забележката дека не е направена комисија. Кој постапена комисија? Добро. Во ред на забележката може би требало да има комисија, да се разговара, да се обезбедат повеќе средства. Меѓутоа сакам да напомнам нешто, дека имаме реакции и од градоначалникот за това што ние имаме одредена сума на финанси. Ние можеме да на совет сега да отделиме 300.000 денари за това. Ама повеќе нема кој да реализира таа работа и нема кој да им изплати џабе. Затоа во самото барање они не прецизираа на која цена. Нема сума која они ни тражат 60.000 или 80.000. Сметам дека е малку популистичка изјавата дека на секое барање јас како советник мога да тражам уште по 30.000 денари да се доделува на секој. Ако нема од дека, конкретно имате ли предлог да ни кажете од дека да ги пренамениме тие пари за да додадеме 30.000 денари на? На буџетот за спорт тие 600.000. Имам, тие се разпределува по конкурс, се доставени. Това е сега помош која дава. Средства за помош. Не е разпределба на средствата од тие 1 милион што беа за спортски здруженија. Тоа е како еден стимул за сите после. Точно е така. Ама сите 4 кои са потражили од нас финансии сега, вие може да имате предлог дека на сите тие 4 плюс по 30 или по 300.000 денари им исплатиме. Од дека ќе ги најдеме е прашање. Вистинско. Повели. Значи, точно е дека има конкурс за разпределба на средства преку комисијата за спорт. Таму мисля дека имаше на голема рамка што беше предвидена за ФК Брегановица, кој што за жал не се натпреварува моментално нигде, сениорите. Мислам дека може да например со ребаланс на тие средства, да се направи ребаланс на тие средства и да се види да се прераспределат по спортските клубови. Што таа ставка предвидена на 6.000 денари за спортски клубови, мислам дека поголемиот дел беше за ФК Брегановица, ако не се лажа. Точно, мислам може да се разпредели и за коментаторските клубови, и за шампионите од Патриот, и за младите категории на ФК Брегановица. Мислам дека не е коректно тие средства да пропаднат. Малте не да бидат насочени за нешто друго. Това е едниот мој предлог. Друг втор предлог кој што сакам да го дам, значи во врска со таа точка е потруди се да се распитам колку средства имат потрошено Патриот клубски за организацијата на самата манифестација Final Four. Мисля дека некаде околу 75.000 денари имат стартни средства, 40.000 денари имат пошто тоа информација од еден карактер. Стои на сајтот на Кошаркарска федерација. 40.000 денари е само за лицитација да го освојат, да го организира самиот настан. До малку не може да 45. Значи има судии, мисля дека беа 12 судии на кои што се обврзуваат да им платат смештај, хранарина, небици. Значи некаде околу над 80.000 денари само стартните трошци кои што мислам дека некој може име обеќал дека им бидат покрини. Мисля јавно сакам да апелирам, мислам и до хримите општина Делчево, ако можат да им подпомогнат финансиски за покривање на тие средства. Ако веќе не може општина Делчево,
те мислам, да не е популистичка мерката, еден јавен напад до сите фирми кои што се спремни да им помогнат, пошто сега нели глупо е да има шампион у кошарка до 16 години, прв пат во историјата на градот, да се направи таква фама со сликање, со интервјуа, со изјави, а од друга страна никој да не ги гледа проблемите на самиот клуб. Сите клубови Делчево имаат проблеми финансиски, а се оставени сами на себе да се снодат. Друг предлог кој сакам да го дам, исто распитах се каде тренира клубски. Тренира во сладата на Ванчо Прки. Ако може некоја формула да се измисли, да им се малте не, пошто мисля дека плаќат по 200 евро, по 12.000 дена плаќат, значи месечно за тренирање. Ако може да мислам опција Делчево да апелира, дали до гимназијата, дали до Ванчо Прки да им обезбеди сала, значи бесплатно или на некој начин, ако има некоја варијанта. Само тие ми се предлозите, пошто стварно знам дека со 30 дена, точно знам дека е малко, дека е политички, но со 30 дена, значи ништо не покрива. Добре, дали некој друг бар разбор? Овој ли Кире? Ovo zadelek, znači ovo na govorата на Делчев, нема потребно да се војна комисија за спорт, што тука фактички станува за утврдување на дополнителни средства. Поднесени се барање, значи комисијата за спорт веќе еднаш заседувала и е донела одлука колку се распределени на КК Клубски. Втора работа, КК Клубски е приватен клуб. Значи, КК Клубски, кој знам, соберени со спонзорства од многу фирми, од сите фирми се давали за тоа Final Four, така да колку можности на општината, толку може да даде. Значи не е клубски клуб на општината, значи он е приватен. Така да мисля дека доволни се тие, кои што рече председател на Советот, 30.000 средства кои ни се одобрени, мисля кои ќе им ги одобриме, ако ги одобриме, пошто колку и да одобриме, и 100.000 ние да донесем одлука, ако општината не може да ги сплати џабе, значи не може ни 30.000 да им сплати. Затоа мисля дека треба да поддржиме таа одлука 30.000 денара и да ја донесем. Благодарам. За неја се согласно се апсолутно со таа дека ние ќе ви помогнеме. Поента беше нели ако може, пошто ние реално веќе немаме кој знае колку спортисти Делчево и немаме кој да се расписи, да биде мотивацијски едноставно и за условите кои што тренира, например, не само за клубски, конкретно и за българските клубови, и за кикбокс клубовите, и за клубски клубови, за сите едноставно, ако може да знае некој модел, на некој начин да бидат малку ослободени од плаќање на надоместно за кири за изнајмување на спортските еди. Со тоа и да повеќе им беше ако може да се направи, пошто една мотивација се, точно и се приватни клубови, ама клубовите, тие сите тие клубови, ако ние ги оставиме сами да стануваат, мисля дека ќе останеме без спорт, пошто веќе сме на таму крај на Делчево. Това ми е само предупредение. Добре, дали некој друг бар разбор? Што кажа Кире дека имали са комисија, имате ли комисија? Членове присуствуваа така? Да. Беше. Значи имаме комисија само на призни формална Кој се малка друга сама? Бидејќи како првак, мисля дека е стварно потребно да се зголеми сумата. Не е во ред, пошто представуваат Делчево без разлика што е приватно. Ние со тие 12 деца сме се прочули, Делчево е станало познато и претходно е имало. Ама мисля дека последните години Патриот не е представил и заслужено е да добие по-голема сума. За мене 30.000 е малко. Затоа што ние за по еден член ставаме по 20, по 15, а не за 12 деца. Добро, дали некој друг бар разбор? Овие Само кратко. Значи мора да направиме дистинкција меѓу финансирање целосно и финансиска помош. Значи, не сакам да се повторам, пак ќе кажам, значи, тие клубови сите сакаме да бидат успешни, ама не може да ги финансира општината целосно, за целата нивна организација, затоа што не само собственост на општината. Сите тие одлуки што ги доносиме, како што кажаме, како посебен фонд, како финансиска помош, а у буџетот е предвидена ставка за финансиска помош за сдружение на граѓани спортски клубови, што се начин распределени. Да не шириме дебатата, да направиме разлика меѓу финансирање целосно и финансиска помош. Мисля дека се разбира нешто го думаме сите. Можеме да одговориме што се дава.
Дали некој друг разговор? Јас ќе земам зборена забелешка мала имам кон Иван. Иван, не се согласувам со тебе. Ако предлог твој личен на ВМРО став дека треба парите од фудбал да ги пренамениме на кошарка или ракомет, сметам дека сте апсолутно на грешен пат. Затоа што фудбалскиот клуб Брегалница Делчево не се надпреваруваше 2 години поради пандемијата, не поради ништо друго. Забранено беше да се надпреваруваме, едната сезона дозволија со тестови кои беа многу голем финансиски ток. Ние во предстојната сезона, јас имам информација дека Брегалница Делчево сака да пријави екипа да се надпреварува во третата фудбалска лига. Покрај другото, Брегалница Делчево за своите успеси од агенцијата е добила 420.000 денари по ваучер. Предходната година е добила 150.000 денари по ваучер, кој што не е претрошен. Значи, ние на сметката на Футболска Брегалница Делчево пред почетокот на сезоната ќе имаме околу 500 и нешто илјади денари. И со поддршката од општината, кој за сите други клубови на конкурсот ќе конкурира и Брегалница Делчево ќе очекува средства на нејната сметка. Ние кога ги прераспределиме за кошарка и за ракомет, ќе обесправиме најстариот клуб во Делчево, фудбалскиот клуб Брегалница Делчево. Сметам дека апсолутно не е на место предлог парите предвидени за еден спортски клуб да се пренаменат за друг поради моментален успех на некој. Морете, не го порекувам успехот, говорат сам и јас исто на кошаркарките кои освоија прво место. Меѓутоа станува збор за помош. Како што рече ја, сметам дека таа помош ќе име добре дојде. Во барањето не са ни навели дека треба поголема помош. Не е наведена сума. Општината, веројатно во координација со барателот, одредува таа сума да биде толкова колку што е можноста да се помогне. А на конкурсот кој ќе се пријават сите спортски здруженија и невладини, зависно колку е предвидено во буџетот, знаете кога носихме буџетот, отделихме 1 милион. Зависно документацијата која ќе ја стави, која ќе ја разгледува комисијата, кој какви успеси е постигнал, и тоа ќе одлучуваме како ќе се распределуваат тие пари. Нормално дека кошаркарскиот клуб Тогај ќе има можност да добие повеќе средства за тоа што е постигнал, во документацијата ќе прикаже дека е постигнал големи успеси. Това е моето видување, ако некој има забелешка слободно, повеќе. Само да дадам един научни или ненаучни научни, сиди ги спомнаш, че ги спомнаш, сиди клубик, значи маги младите говори на така бедана за Делчево. Не сам кажал да стигна треба да се разпределат за кошарки за ракомет, значи мисля да ги спомнаш, че младите говори на така беданаца. Значи од тие средства што се види на така беданаца, ние веќе имаме изпуштена сезона. Значи имаше едно пребројување сега пред малку, значи трета фудбалска лига, кој беданаца не се напредува. Моето мислење беше, излагање беше дека од тие средства што не се напредува до сега, што беданаца, сениори, одел се разпределени и на другите, значи на младите кадрови на така беданаца и на сите други што ги спомнахме до сега. Значи ние сега мислам да не ги селектираме исказите, пошто малку знаеш. Мислиме дека одиме од друга насока, само тоа ми е веќе изнадено. Дали некој друг разговор? Бидејќи никој друг нема разговор, и за затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за одобрување на финансиски средства за кошаркарскиот клуб Патриот 2016 Делчево. Кој е за? Против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа за. Точка број 6. Предлог одлука за финансиска поддршка на културно-уметничко друштво Гоце Делчев од Делчево. До Советот на општина Делчево и до мене како председател културното уметничко друштво достави барање за финансиска поддршка и поддршка за промоција на општина Делчево и културно-уметничкото друштво на домашни меѓународни патувања во Драч, Република Албанија, Изник, Митја, Евенинг, Република Турција, Република Србија, Република Бугарија и други. Почитувам председателя на Советот на општина Делчево и почитувани советници. Ве молиме да му помогнете на нашето здружение Културното уметничко друштво Гоце Делчев по согласност со вашите можности и желби за побрзо и поуспешно стварување на нашите цели. Наведено е дека Културно-уметничкото друштво ќе учествува на покането на неколку интернационални фестивали. Тие се од промотивени на праварувачки карактер и од нас и наведено е исто дека сите наши програми и гостувања се непрофитни и предонесуваат за заедницата во потесна и широка смисла и како такви се искрени и затоа ни се важни, како многу важен учесник во реализирање на активностите, како спонзор со финансиска поддршка. Се обраќаат до нас за да можеме да им
помогне. Во однос на образлагањето имам толку да кажам. Отварам расправа по оваа точка, доколку некој бара збор, поведете. Бидејќи никој не бара збор, ја затварам расправата. По оваа точка истата ја ставам на гласање. Гласаме. Извинете. Сега само нешто што добро да кажа е дека од вас бараме финансиска подршка од 100.000 денари во рамките на вашите можности и 5 поклони за високи представници. Таа сума е многу голема, значи многу голема, надминува ја нашата можност како општина. Јас предлагам на советот, ќе му предложам да одделиме сума од 30.000 денари за да ги стимулираме да одат и да не представуваат практично. Дел од патувањата веќе се и реализира. Сумата е 30.000 денари. Дали некој ќе се јави за збор? Поле? Пошто бидејќи сум лично инволвирана, моите керки настапуваат во културно-уметничкото друштво. Сакам да кажам дека досега беа во Бугарија, настапува, ја представи нашиот град. Пред 2 дена се врати од Албанија, од Драч, исто така и таму настапија. За една недела ќе оди за Албанија, за Турција, таму се 10 дена. И мислам дека треба да се даде сума, а која ќе биде сумата во рамките на можностите, да. Никој друг нема разбор, да се пара расправата по оваа точка, исто така. Ја ставаме на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за финансиска подршка на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево. Кој е за? Против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа за. Точка број 7. Предлог одлука за парична помош на Ацет Рајновски од Делчево. До нас како совет доставено барање за финансиска помош со целата пропратна документација за здравствените проблеми кои што нажалост ги има нашите граѓани, со отпусни писма, со медицински извештаи и јасно е, очевидно е дека има потреба тука да се помогне. Јас ми предлагам на советот да на овој граѓанин да напоменам дека општината неколку пати му има излезено сусрет и дека се одделувани средства, меѓутоа се бори со тешка болест и ред е повторно да излеземе во сусрет, нормално во рамките на своите можности. Му предлагам на советот да ја прифати одлуката за доделување на средства во висина од 3.000 денари. Дека е нашата така. Отварам расправа по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласаме за усвојување на предлог одлука за парична помош на Ацет Рајновски од Делчево. Кој е за? Против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа за. Точка број 8. Предлог одлука за утврдување на реони во општинските основни училишта од општина Делчево. Образлагач Ванчо Новоселски, советник за образование. Кој е Ванчо? Здраве, председател. Со одлука се утврдуваат реоните на општинските основни училишта со кои се опфаќаат учениците од основните училишта на цела територија на општина Делчево. Реонизација последна која што е направена во општина Делчево во 1996 година, значи 10.5.1996 година со ние како предлог одлука него со некој заклучок. Потребно е да се направи реонизација, бидејќи гледаме дека општината Трош имаме нови населби, така да во оваа предлог одлука имаме 20 реони поделени на двете општински основни училишта, односно на општинското основно училиште Свети Климент Охридски 9 и општинското основно училиште Ванчо Прке 11 реони. Реализацијата е направена во консултација и во состаноци со директорите на училиштата, заедно со службите, односно во општината. Примери се земени и од другите општини, така да оваа предлог одлука за утврдување на реоните во општинското основно училиште во општина Делчево е дадена како предлог, а во колку имате некои прашање, можам да ви одговорам, во колку имате некој предлог,
Благодариме на образложението. Отварам расправа по точката број 8. Предлог одлука за утврдување на райони во општинските основни училишта во општина Делчево. Дали некој има разбор? Моли, Сашко. Само ме интересира, кога е правена реализацијата, дали е направена анализа за новородени деца во претходните, мислам, во 6 години кои претходат на образниците за училиште. Значи, и ако е направена, ме интересира дали е земена во обзир, за да имаме равномерен распоред на учениците, бидејќи реализацијата знаеме дека согласно законите дава обврска да децата малку потешко можат да го менуваат училиштето ако не се од соодветниот район, додека ако на некој начин ако не е направена таквата анализа, сметам дека треба да се направи и овој документ да биде подлежен на измена, бидејќи сериозен е проблемот ако имаме посетување на деца, а тоа не е равномерно во двете училишта. Само прашање на советот. Значи, ние релевантни податоци ги добиваме од Министерството за внатрешни работи. И това од Министерството од Скопје за внатрешни работи при упис на правограничењето. Бидејќи за новородени деца, знаете дека имаме осигурување, но знаете дека имаме и селување. Значи, ние не можеме да се базираме на тоа колку ќе бидат новородени деца, дали ќе деца заедно со родителите после ќе си загнат. Релевантните податоци не ги дава Министерството за внатрешни работи при упис на правограничење. А дали е направена таква анализа? Да, имаме податоци добиени од Министерството за внатрешни работи, добиени и доставени до училиште. Благодариме. Дали некој друг има разбор? Бидејќи никој друг не има разбор? Да, имам свој. Сега само да прашам, дали се, да не е тенденциозно, дали се земни во предвид безбедностите кон децата, пошто сега станува збор за деца што се основци. Помали деца, пошто ние приближаваме да резитира наш меѓународен пат. Со тешки товарни возила, некојаш не се обележени печките, некојаш не се обележени печките, дали земено например, да речеме, овој дел што е примерно од Милко Брдо, децата да немаат потреба да се префрлаат преку булеварот, да си одат по Климатоклиски. Само тој дали има некој по район. Ако вие сигурно сте ги погледнали. Да не ги сте погледнали. Районот Милко Брдо, неговите пример Милко Брдо го опфаќа, односно учениците одат во основното општинско училиште Свети Климент Охридски. Прво, ние реализацијата ја земеме во районот каде што училиштето е поблиску. Само имаме преклопување во Ново Делчево на две улици. Значи, район Ново Делчево, улица Никола Јоков Вапцаров, овие од дека зградите кај што се сега районот Ново Делчево, учениците одат во Свети Климент Охридски. Сега не е логично да учениците од дека од овие згради идат во Климент Охридски, а училиштето не е пред врата. И значи тука имаме само едно преклопување од районот Ново Делчево, две улици Никола Јоков Вапцаров и Светозар Марковиќ учат учениците во основното општинско училиште Ванчо. Само во однос, бидејќи јас имам гледано претходната реализација, има ли некои девијации во однос на претходната реализација? Има префрлено некои населби или нешто слично? Да, имаме веќе пролетна населба, имаме спортско-рекреативен центар, имаме басарица. Не, старите ли се советници, значи за старите дали има нека улица или некоја дали има промена, мисли дека нови улици? Да, од едно училиште дали е префрлена во друго или обратно? Нема. Добро, дали некој друг има разбор? Не. Бидејќи никој друг нема разбор, ја затварам расправата по оваа точка, истата ја ставам на гласање. Гласање за усвојување на предлог одлука за утврдување на райони во општинските основни училишта од општина Делчево. Кој е за? Против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека точката е усвоена со 14 гласа за. Благодарам.